Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Вака почнавме мејатата сабота, 10 минути до 11 и проповедта траеше повеќе од 1 час. На сега нема да биде така. Ке продолжиме со вториот дел од темата, која што ја насловив Светиот леп. Одговараме на прашањето. Овој пат ќе довршиме. Зошто Господ го оправда Давидовото јадење од светите лебови во светилиштето, кога тој и неговите другари беа гладни, а свештеникот Ахимелех немаше друга храна да им даде за јадење во тој момент, освен тие свети лебови од светилиштето. Зошто Господ тоа го оправдал? Читавме во Мати 12 глава, кога неговите ученици беа обвинети дека ја престапуваат саботната заповед, јадејќи класие од полето, кога беа гладни. А многу други престапи, кои се поврзани со светите нешта, Господ строго ги казнил. Го казни, го уби на лице место Уза, затоа што го допрел ковчегот на заветот, што не смел никој да го допире, дури ни свештениците. Мејата сабота кажав дека во Бет Шемеш испотепал над 40.000 израелци, кои што се дрзнале да го откријат ковчегот на заветот, што току вратен од филистејците, да го отворат и да погледнат што има внатре, но вистинската бројка е над 50.000, 50.070. Во еден ден, одеднаш. Истиот Господ во човечко тело го оправдува Давидовото јадење од светите лебови, кој што и самиот вели, повторува, дека никој не смееше да ги јаде, освен кој? Освен свештениците. А и тие само внатре во светилиштето, не да ги носат дома, например. Зошто истиот Господ тоа го оправда, а другите случаеви строго ги казни? Зошто и самиот Саул, иако не беше убиен заради тоа, сериозно беше укорен и казнет, зошто се дрзнал тој да ја принесе жртвата, пред да чека, да сочека пророкот Самуил да дојде, кој што беше свештеник, уште од дете, бидејќи според Божиот закон само свештеници принесуваат жртви. Саул, дури како цар, тоа не смел да го прави. Во случајов Давид, дури и како помазан цар, ниту тој не смел да јаде од светите лебови, само свештениците. Зошто Господ го оправдал тој случај? А другите се беа или казнети строго, или сериозно укорени, сериозно проколнати, иако и во двата случаи имаме прекршок на законот, формално, вештачката интелигенција и полицијата би рекла, тука се на исто ниво по интелигенција. И едното и другото е прекршок на законот. Може би и адвокати, правници,
самите еврејски законици, книжевниците, така наречени, тие биле лиценцирани, според наш денешен речник, лиценцираните толкувачи на законот во Израел. И едното и другото е прекршок на законот. Во што се состои разликата? И тоа е битно што сакаме да го разбереме. Во што се состои разликата? Зошто едното било оправдано, а другите не? Што покажува Сауловото принесување на жртва, иако не бил свештеник? Што покажува дрскоста да се допре ковчегот на заветот, најсветиот предмет од земското светилиште? Што покажува или да се отвори и да се гледа во него од љубопитство што има таму? Да се видат плочите на заветот со 10 заповеди. Што покажува тоа од страна на престапниците? Веќе споменав, тоа покажува дрскост, неверие, непочитување. Значи, зашто Господ ги дал воопшто, зашто дал закони каде што само свештениците смеат да прават нешто, и тоа не сите исто нешто, дори имало класифицирани биле кои семејства левити за која служба, што да прават. А обичните израелци, обичните лаици, тоа истото не смееле да го прават. Зашто Господ воопшто дефинирал свети работи, за разлика од обични работи. Зашто постоеле чисти, нечисти и која е третата категорија? Чисти, нечисти и какви? И свети. Бидејќи од тоа што е чисто, значи само дека не е нечисто, но е обично. Не значи дека е свето или посветено. Како, например, светото масло, што го споменавме за употреба во светилиштето повторно, и Господ им забрани на израелците: вие вакво масло да не приготвувате по истиот рецепт за ваша потреба дома. Смислата на сите овие уредби и закони е народот да научи да прави разлика помеѓу овие три категории. Било да се работи за луѓе, за животни, растенија или мртви предмети. Чисти, нечисти и свети нешта. Светињи. Дали тој принцип, тој длабоко морален принцип, е присутен и во Новиот Завет, например? Да се прави разлика помеѓу нешто што е свето од нешто што е обично, а тоа обично не мора да биде и нечисто или грешно, иако има и такви категории, но барем разлика помеѓу нешто што е свето од нешто што е обично. Секоја света вечера ги читаме зборовите на апостол Павле до коринтијаните. Што им вели таму? Се сеќаваме ли? Што им вели апостол Павле на коринтијаните? Зошто мнозина уште тогаш во нивните цркви, мнозина, заради тоа вели, мнозина од вас се болни и немокни, а некои и умираат, односно веќе починале? Зошто? Која конкретна причина ја наведува? Што било проблемот? Значи, не разликувале нешто. Што не разликувале? Значи, јас поточно ќе ги читаме истите зборови од 23 до 26 стих.
26-тиот, а сега од него па надолу, зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп, вели, и кога ќе ја пиете оваа чаша, вие што правите? Вие ќе ја објавувате смртта на Господ, додека тој не дојде. Зошто ќе земеме удел од Господовата чаша и зошто ќе го јадете денес светиот леп? Затоа што сте гладни и треба да имаме ручек после 12 часот. За приватна потреба. За телесна потреба. Вие ја објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Значи, тоа е од религиозна причина. Тоа е од духовна потреба. Тоа е дел од нашата вероисповед. Тоа е дел од нашата проповед. Се сеќаваме, ја одбележуваме, ја комеморираме и ја објавуваме смртта на Господ, додека тој не дојде. Но потоа вели, затоа оној што недостојно јаде од овој леп и пие од чашата Господова, што таквиот? Виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господа. Но секој човек да се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. И уште еднаш, зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Зошто? Како ја завршува мислата? 29 стих. Бидејќи не го разликува телото Господово. Од што не го разликува? Од обичен леп, од обична храна, од обичен ручек. Па затоа сега, вели 30 стих, меѓу вас има и многу немокни и нејаки, и мнозина и умираат. Зашто ако бевме се испитувале самите себе си, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не превоспитува, за да не бидеме осудени заедно со светот. Затоа, браќа мои, вели апостол Павле, кога се собирате на јадење, дочекувајте се еден со друг. Ово се однесува за заедничкиот ручек. Ова не е светата причест. Ако е пак некој гладен, нека јаде дома, за да не се собирате за осуда, а другото ќе го наредам кога ќе дојдам. Немаме време да објаснуваме све, што, како и зошто. Битната е ова, суштината. Разликата помеѓу светите и обичните, не светите нешта. Разликата помеѓу телото Господово и обичен леп. Разликата, значи, помеѓу она што е свето за духовна потреба и она што е обично, а да не зборуваме за она што е грешно, нечисто, неморално и така натаму. Давидовиот случај може да го читаме во Стариот Завет, во првата Самуилова книга, 21 глава. И тука имаме во тој случај еден битен елемент што треба да го забележиме и да го запамтиме секогаш, кој што ни одговара на прашањето зошто овој случај, истиот Господ кој што толку строго ја казнувал дрскоста и непочитувањето кон светите нешта, истиот Господ подоцна во човечко тело и природа, овој случај, овој исклучок кој што и тој формално представува прекршок на законот, го оправдал тогаш кога Давид и неговите другари беа гладни. Немаме време да читаме се од 21 глава, но ќе почнем од 5 стих. Значи Давид побрал леп, побрал јадење,
биле гладни, 3 дена не јаделе, до тогаш бегајки од царот Саул. 5 стих, 1 Самуилова, 21 глава. Свештеникот му одговори на Давид и рече: немам при рака обичен леп, туку имам осветен леп. Објаснах минатата сабота на што се мисли. И сега зашто самиот свештеник се осмелува тој таков леп да им понуди на Давид и другарите негови? Зашто самиот свештеник се осмелува да им го понуди тој? Значи, тој разбирал нешто. Тој разбирал нешто, зашто е тука можно и дозволено да се направи исклучок, што Господ подосна и го оправдува. Што им вели на Давид? Дали Давид и неговите другари покажале дрскост и непочитување кон светите нешта? Не. Значи, ја забележувате моралната разлика помеѓу едните случаеви и овој случај, другиот овој случај. Каде е суштината на разликата? Дори самиот свештеник им го нуди светиот леп, немајки друга храна при рака. Само вели, што? Им поставува некој услов. Само ако твоите луѓе се воздржале од жени, нека јадат. Што сака да кажа? Го разбирате ова? Да. Непорочни. Дори Давид веќе бил во брак, нели? Дори и они што биле во брак, значи, да постите. Не само од храна, од било какви телесни задоволства. Да постите пред да земете учество во светиот леп. Значи, вие сте гладни, така, ја нема да ве избркам и да ви речам, неам друга храна, ови са свети лебови, шо вие не смеете да ги јадете, и сега шо да правиме? Барајте си чаре. Не, ке може да пробате и од овие лебови, затоа што сте гладни, ама бидејќи се лебовите свети, што? Значи, постои услов. Постои услов што во христијанството се изразувало со една формула, една прекрасна реченица. Светињите на светите, на посветените. Значи, не сте свештеници, не сте ни квалификувани да бидете ракоположени за свештеници или помазани во тоа време, но да постевте барем, да се удостоите, односно, да со тоа покажуваме почит кон што? Кон светиот леп. И затоа што Давид и така и одговорил, дека во тој поглед биле чисти, значи, и затоа им било дадено да јадат, затоа што може да си го дочитате понатаму целиот преостанат текст од главата, што се случувало пред тоа и после тоа, но суштината е таа. Бил покажан почит кон светиот леп. Разликувањето на светото од обичното, од несветото, таа разлика била одржана. И затоа тоа е било од Господа оправдано. Оправдан исклучок. Во другите случаеви, каде што Господ строго и сурово казнил, што таму фалело? Не достигала оваа почит. Почита кон светите нешта. Почита и подготвеноста, достојноста да се дојде во допир со светите нешта. Значи, да дошол Давид со неговите другари во еден каубојски стил и дрско и безобразно да барал да јаде од светите лебови затоа што е гладен, како што царот Валтазар Вавилонски дрско и безобразно побарал да му ги донесат светите садови од
Соломоновиот храм, за да со нив продолжи нивната последна журка, последна пред крклааната, истата таа ноќ, пред колежот што ги снајде, како казна за нивната дрскост. Давид да покажал таква дрскост, безобразност и непочитување кон светињите, како ќе поминал? Како и Бет-Шемеш, како и Уза, како и многу други случаеви, или како неговиот предходник Саул. Видовме, тоа е истата порака, суштината е иста и во Новиот Завет. И затоа ние имаме еден добар обичај, некои се соблазнуваа, се сеќавам. Некои сакаат да го избегнат. Меѓутоа имаме еден добар обичај. Пред светата вечера пристапуваме кон обред на понизност. Која е целта на овој обред? Токму тоа. Да се подготвиме, да покажеме една подготвеност, една почит кон светите нешта, кон светата трпеза. И ако има потреба конкретно, да се измириме и со Господа, и со некој наш ближен, ако тоа досега не сме го направиле, тоа да го направиме. Затоа ќе ги замолам јас прво нашите сестри да пристапат кон овој обред во долната просторија. Потоа ние останатите и во еден понизен дух, дух на молитва, да го дочекаме и светиот чин, светата вечера, трпезата Господова, која што подоцна ќе биде поставена. Повелете, прво нашите сестри, а останатите се замолени да го сочуваат и мирот и достоинството почита кон овој молитвен дом. Благодарам.